Додека одите на зимскиот одмор, додека патувате негде и во овој период од годината, доколку го носите вашиот миленик со вас, треба навистина добро да се грижите и за него. Совети во продолжение. Изборот за домашен миленик е индивидуален. Предност имаат расните кучиња поради нивното потекло, но понекогаш емотивниот дел преовладува. Па од тука да се вдоми миленик и да се спаси од надворешната средина е навистина убав гест. Секако подеднакво ја заслужуваат љубовта од својот сопственик. Љубов збор кажавте, спасивте. Некои луѓе подобро да не ги спасат тие кучиња и да ги остават каде што се, бидејќи живеат во многу поголема благосостојба таму каде што си нашле место, отколку кај нив во несоодветни услови. Многу е важно да се размисли каков миленик пред се, значи миленици се и папагали, да не забораваме, и риби има преубави, сега има и корали, све и свашта има во Скопје, може да се најде. После тоа мачката, да не ја збориме, значи таа е буквално број еден миленик во Европа и на светско ниво, и само се многу помалку експонирани, помалку ги гледаме, и секако најверниот, најдобриот пријател на човекот кој што е кучето. Многу долго треба да се размисли, да се одлучи, тоа е семејна одлука, никогаш не треба ради децата, ради нешто друго. Стварно сите солидарно сме се договориле, ќе го чуваме, чиви се обврските и така натаму, се договараме за каква раса, ако сакаме расно или ќе вдомиме. И после тоа многу важно, остајте се секогаш период, никогаш не брзете. Во груминг салоните буквално се носат сите кучиња, буквално зборам 100% од популацијата на кучиња во Македонија е потенцијален клиент или е веќе клиент во груминг салон. Во груминг салон може да биде куче вдомено, од улица, мешано или расно, независно, или пак расно кутре, од било која возраст, значи тука имате буквално папи, буквално бебе, и навистина треба од многу мали кутриња да се носат во груминг салон, значи од тоа ќе каже ветеринарниот доктор после третата вакцина дека може да се меша со други кучиња и да посетува места каде што имало поголема концентрација на кучиња или пролаз на кучиња. Во тој случај треба веќе да почне поради навиката. Навиката буквално за да ја добие таа груминг култура, еве за вака после неколку години да може да си лежи и да си ужива. Многу е важно да се каже и стварно инсистираме на тоа дека чинењето на едно куче за својот животен век, било тоа дали сте го земале од улица или сте го платиле 3 или 5.000 евра, буквално, навистина зборам за такви суми, на крајот од животниот век, буквално ќе се доведете во иста ситуација финансиска, со истиот трошок финансиски, доколку го одведувате правилно со одговорно сопствеништво. Че тука е Скај кој што е вдомен, и кој што ги, како што рековте, ги има истите услуги, истиот тренд, истиот начин на живот, како Джинџер тука што е, исто кој што ја гледате и кој што е расен првокласен померанец. Многу е важно сопствениците да го земат во предвид дека тоа што чини во животот на едно куче не е купувањето на кучето, тоа е многу помала ставка од секојдневните ставки. Тоа се храна, квалитетна храна да му даваме на кучето, квалитетни услуги, ветеринарна услуга, груминг услуга, хотел за кучиња. Значи имаме многу услужни дејности околу домашните миленици. Дали во овие студени денови нашите миленици треба да ги посетуваат груминг салоните? Како и колку треба да се негува крзното? Дали новата фризура е опасност за зимските денови? Тоа е малце еден мит што постои во Македонија, не знам во други балкански држави дали е до толку изразен како во Македонија. Гледаме дека веќе тој тренд се намалува, значи спласнува, бидејќи степенот на одговорно сопствеништво и едукација на сопствениците, на новите сопственици, има и многу салони, значи самата професија се расшири, се организира и веќе постигнуваме преку асоциација и така натаму да правиме кампањи каде што ќе се подигне свеста околу одговорното сопствеништво и благосостојбата на милениците. Не треба да постои сезона, затоа што буквално кучето со неговото крзно му е терморегулатор. Го топли во зима и го лади во лето. Значи не треба кратко да се шиша во лето, баш напротив, значи стварно е контрапродуктивно, но исто така не треба да се остава долго крзно во зимо, посебно доколку тоа не е редовно чешлано, четкано, зависно од расата, доколку посебно ако има коса кучето, тоа куче
мора секојдневно да се четка. Доколку вие секојдневно го четкате куќето, нема да имате заплетканици. Меѓутоа, доколку има заплетканици, веднаш треба да се пристапи кон груминг услуга за да се одржи тоа крзно, бидејќи колку подолго и колку пое заплеткано, толку повеќе му студи на куќето. Тоа е буквално како да сте да се шетаме гол со бунда на нас, ама бундата е раскопчана вака. Значи буквално е истиот ефект, е подобро да биде кратко и шишано без заплетканици, отколку долго со заплетканици. Зимскиот период е период каде што има многу дождови, каде што има влага во воздухот, има многу валканици, значи гледаме и самите по себе кога доаѓаме дома, значи какви ни се кондурите и така натаму. Тоа можете да замислите едно куќе кое што има коса буквално како нашата коса и кое што ја влече по земја, кој е степенот на негово одржување на хигиена, баш напротив. Ако би требало да има сезона, тоа би требало да биде зимскиот период кога повеќе би требале да куќињата се средуваат во салон. Постои мит дека куќе не сме да се бања повеќе од еднаш месечно, да речеме. Треба да се разграничи, бидејќи не станува збор за куќе, туку станува збор за влакно. Дали влакното е влакно што се митари, како на пример влакното на Sky и влакното на Ginger, кои што се митарат и кои што се имаат хиполитичен слој што се лачи од нивните жлезди, од нивната кожа и кој што го мие влакното. Реално овој тип на куќиња кој што се митари нема потреба да доаѓа многу често во груминг салон. Значи може да се средува еднаш месечно или во домашни услови, независно, еднаш месечно може да се бања доколку сопствениците го сакаат тоа и доколку има потреба. Може и на повеќе, може и на месец и пол и на два. Значи не е никаков проблем поретко да се средува куќето, меѓутоа во 2 месеци реално би требало за негова лична хигиена да биде средено барем хигиенскиот дел. Меѓутоа, кај куќиња кои што имаат коса, литературата ги води како коса и таа коса микроскопски е буквално идентична со нашата коса. Таа коса ги има истите предности и истите маани. Предности не се митари, значи затоа и ги зимаме. Хипоалергени велиме затоа што има многу помоце влакна, многу помоце алергенот е околу нас и тоа е вистина и тоа е добро. Меѓутоа, тие куќиња, нивната коса цвета, перута, се заплеткува и така натаму. Треба секојдневно одржување, секојдневно четкање. Јас ќе кажам нешто малце сега у нашиот свет скандалозно, ама тие куќиња може буквално да се капат секој ден. Толку сакате, можете буквално секој ден да ги бањете. Може би некој предуслов е да имате убав шампон, што понеактивен шампон, значи колку поприроден, колку пооргански, толку подобро. Без разлика дали се работи за расен примерок или вдумено куќе. Пружате им бескрена љубов затоа што нивната среќа и вашето внимание го заслужуваат повеќе од кој било.